Граничниот премин Клепало може да биде завршен за 3 години. Оптимист е градоначалникот на Струмјани Емил Илиев. Ова денес тој го истакна во Берово, посочувајќи дека од бугарска страна веќе се насочени кон изградба на пунктовите за патнички и товарни возила. А најважното, че този проект беше включен като стратегически в програмата България-Северна Македония, което означава, че 30% от бюджета на програмата ще бъде именно за изграждането на този проект. Надявам се в следващата година, когато ще бъдат вече одобрени, след одобрението на комитета по наблюдение на самата програма, и да бъде разписан в самите мерки и да бъде завършен в следващите 2 до 3 максимум години. Во тек се и интензивни средби на групи од бугарска и македонска страна, кои прецизно треба да ги дефинираат обврските на двете земји, а особено на пограничните општини. Околу обврските би сака да поразговараме во моментот кога имаме нова, после комисијата што е одржана во соседна Република Бугарија, имаме динамика утврдена кога имаме заеднички состанок на комисијата помеѓу двете општини и зависно од утврдената динамика и програмата со која треба да бидат обезбедени средства да ги се отворат и обврските кои треба да ги исполниме ние како општина. Отворањето на граничниот премин Клепало е проект кој беровчани го чекаат веќе 3 децении. Това посебно за овој град од Малешевијата од Берово, значи епте многу значи да биде отворен преминот на Шое, што го очекуваме многу долги години. Надаме се дека нема да бидеме така речено по наши излажени за 2-3 години. Не са многу години, може да биде и треба да биде. И редно е веќе после 30 години да не речеме, ама тука некаде треба стварно Берово да не е слепо црево, да има некој излез на другиот крај на светот. Инаку малиот граничен премин Клепало има и инфраструктура, односно објекти од македонска страна кои се изградени во 1993 година. Овие објекти ќе ги користат и двете страни. Граничниот премин ќе се користи само за проток на патници, но не и за стока од двете страни.